Се ублажуваат мерките за обезбедување за осомничените за трагедијата во Кочани. Екс-директорите на пазарна инспекција Горан Трајковски и Анета Симеска излегоа и од куќен притвор. Кочанскиот суд го прифати предлогот на обвинителството. Осомничените сега ќе се бранат од слобода. Двете лица за кои сега е одредена мерка на предпазливост првично беа во ефективен притвор, пошто на барање на основното јавно обвинителство беше прифатено ефективниот притвор да се замени со куќен. Вчера за еден од осомничените беше одреден куќен, а веќе од денеска тој е со мерки на предпазливост. Отаму потврдуваа дека е прифатена мерката на предпазливост и за осомничениот кој е на лекување, а е дел од блиското семејство на собствениците на дискотеката Пулс. Според информации на телевизија 24, лицето веќе се наоѓа на домашно лекување. За него мерката на предпазливост е изречена по барање на обвинителството. Претходно обвинителството потврди дека бара замена на куќниот притвор со мерки на предпазливост. Основното јавно обвинителство Кочани, постапувајќи во предметот во врска со пожарот во кабаре Клуб Пулс, до Основниот суд во Кочани достави предлог за замена на претходно определената мерка куќен притвор во мерки на предпазливост за двајца осомничени во својство поранешни директори на Државниот пазарен инспекторат. Замената на мерките побарана врз основа на проценка на законските основи за обезбедување и фазата на проверки во однос на оваа институција. Освен ова, за прв пат по настанот побарани се мерки за предпазливост за уште едно лице од првата група осомничени, која досега беше на лекување. Станува збор за лице од дискотеката, а мерките се предложени во согласност со неговата моментална здравствена состојба и потребата од натамошно лекување. Информациите на телевизија 24 говорат дека од вкупно 60 осомничени, 20 се наоѓаат во ефективен притвор. Меѓу нив е екс-министерот за економија Крешник Бектеши. За него одбраната веќе има поднесено жалба, откако судот одлучи на Бектеши да му се продолжи притворот за нови 30 дена. Жалбата е поднесена до апелација, но со гаранција во недвижен имот и пари. Така што очекуваме во текот на наредната недела да тој предмет може да биде решаван во апелациониот суд и се надевам дека има доблест да се уложи таа жалба со оглед да не може да имаме различни аршини за претходни министри и за господинот Бектеши. Инаку поранешниот прв човек на Кочани Љупчо Папазов, кој даде оставка по пожарот во дискотеката Пулс, е веќе во куќен притвор. Оваа мерка за обезбедување е изречена и за неговите претходници Радко Димитриевски и Николчо Илиев, како и за екс-министрите за економија Валјон Сарачини и Беким Незири. 14 осомничени полицајци пак за кои истрага води јавното обвинителство за организиран криминал ќе се бранат од слобода. Судот ги прифати барањата на обвинителството, определувајќи им на сите мерки на предпазливост. На 12 април обвинителството ја прошири истрагата за пожарот за нови 19 лица. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност. Трагедијата во дискотеката Пулс вчера ја зеди 62-та жртва. На клиниките во Белград почини 25 годишниот Стојанче Стефанов од Кочани.